Резултатите се јасни и немам намера подетално да ги образлагам. Сакам согласно резултативе кои ги видовме досега да им честитам на победниците, да им посакам успешна работа во следните 4, односно 5 години. Мојот концепт за мултиетничка Македонија, целосно интегрирана во евроатлантските структури, денес, за жал, не доби мнозинска поддршка од граѓаните. Меѓутоа, јас сум длабоко уверен дека само таква Македонија може да биде просперитетна и демократска држава. Од таа смисла, мојата совест е мирна. Не сум сигурен дека совеста им е мирна и на оние кои, тргнувајќи од теснопартиски и лични политички интереси, денес ефективно спречија и илјадници наши граѓани да го земат второто ливче и да гласаат и на претседателските избори. Мислам дека значено ми ги одзема шансите да бидам рамноправен надпреварувач. Значи, стотици илјади наши граѓани беа оневозможувани на систематски, на плански, на организиран начин да земат второ ливче. Јас сум убеден, како што реков и по првиот изборен круг, дека оние 330.000 гласови кои отпаднаа, 5 кандидати кои отпаднаа од првиот круг, дека се далеку поблиску до мојот политички концепт за ваква Македонија за која се залагам, не само во изборна кампања, туку целиот мој живот практично, дека се поблиску до мене отколку до концептот кој го заговараше против кандидатката. Меѓутоа, повторувам, од за мене непознати причини верувам од теснопартиски интереси направија таква калкулација и на организиран начин ги попречија луѓето да гласат и за претседател. Со тие претпоставени стотици, многу над стотици илјади гласови, трката ќе беше далеку понеизвестна. Не ги добив гласовите по на анализа првична што ја направивме и од албанската опозиција, бидејќи тие имаа сличен пристап кон своите гласачи. Неколку мина видни функционери гласа и земаа 2 ливчиња, меѓутоа, според она инфо што јас го имам, најголемиот дел и од нивните гласачи, веројатно калкулирајќи утре да се најдат во следната влада предводена од ВМРО ДПМН, постапија многу слично на гласачите на ДУИ. Една од моите главни заложби кои ги повторувам по 10 пати дневно со било кого да се среќам како претседател досега е дека мораме да направиме пристојно место за живење за сите, а особено за младите генерации и за вашата генерација, вие сте прилично помлада од мене, наместо да ги лажеме луѓето дека имаме алтернативни планови за кои никој не знае по кој фази ќе оди, кој меѓународен фактор ќе ви даде поддршка и колку години, односно децении ќе трае. Мојата изјава значеше и значи дека на нашиве граѓани морате целосно транспарентно да им кажете која е еднината, наместо да ги гледате во очи и да ги лажете дека вие имате подобар план. Ова се должи на тоа што ова политичка гарнитура донесе неколку историски одлуки за Македонија. Главна е со одлуката да влеземе во НАТО алијансата, што е апсолутно нешто рамно на според своето стратешко значење на референдумот за независност и отварање после 17 години на преговорите со Европската унија кои беа долги, мачни и бараа компромиси во двата случаи. Тоа внатрешната политичка опозиција во ликот на ВМРО ДПМН го искористи и започна со една невидена националистичка реторика, која ја почна од пред 3 години и ја тера до ден денесен. Во нивната политичка програма тоа е политички приоритет број 1. Да се нападне оваа политичка гарнитура дека ги издала македонските национални интереси наводно. Во тие два договори нема да најдете ни една точка, ни една запирка во која пишува дека ние не сме македонци кои говорат македонски јазик. Не би било добро јас да зборувам, не сум меродавен, не сум член на ниједна политичка партија и тие би требало да кажат зошто политичката кондиција ја изгубија, освен овие неколку работи што ги набројав, ги изгубија и поради евентуално лоши кадровски или некакви други политики кои ги спроведуваа во изминативе 5, 6 или 7 години. Има лидерска смена во меѓувреме, меѓутоа добро е и поранешното и сегашното раководство нивно да каже кои се причините за нивниот, ако не се лажам, најслаб партиски резултат во историјата на плурална Македонија.